Поздрав, Слободанка, до тебе, поздрав и до сите наши гледачи, убав почеток на новата работна седмица. Како што спомена и ти, ова утро, првото утренско кафенце го пиеме во друштво на младата и талентирана македонска пејачка Ивана Карајановска, која што минатата година промовираше две нејзини песни, но постојано е присутна низ Републикава, на настани, низ кафе барове, низ дискотеките, заедно со нејзиниот бенд. Како е да се твори на македонската музичка сцена и што евентуално може да се очекува од Ивана? Ова утро ќе да знаеме токму од нејзи. Ивана, ќе ти посакам добро утро. Верувам дека малку е можеби тешко за музичарите да станат рано наутро кога имале буквално работен викенд. Ви обично работите до раните утрински часови, таква ви е професијата, тоа ви го налага, нели, но сепак еве ти одвои време, дел од твоето утро за да ги споделиш еве твоите импресии, твоите надежи, она што имаш можност да го направиш за македонската музичка сцена. Како е да се биде еве дел од македонската музичка сцена? Пред се добро утро на вас и на сите и ви благодарам и на двете за прекрасната најава. Па искрено тешко е да се станува наутро, поготово после напорен викенд, али оваа прилика е убава, така што не беше толку тешко ова утро. Инаку, околу настапите, интересно е, целиот процес е убав. Така што... Како е да се биде млад музичар во Македонија? Тешко, поприлично, тешко е да се пробиеш, нели, има голема конкуренција, пазарот е мал, но мислам дека ако си доследен до себе и до нешто свое уникатно, постои место за сите. Мислам дека публиката и умее да го согледа тоа што е посебно кај некој. Секој може да се издвои со нешто свое, според мене. Даваат ли простор совети поискусните, повозрастните музичари кај нас? Може ли да слушнеш некој совет, али може да ви напишат или да ве побараат чисто за да да ви кажат како треба да биде патот некој што треба да го изодите? Па се случувало, да, имало многу музичари, не само пејачи, кои што ми давале и совети и ме поддржале. Така што да, знаат повозрастните и да не воведат во приказната, да ни пренесат некое свое искуство, да ни укажат на нивните грешки, нели? Но сепак на крајот од денот секој си го дои својот пат. И најубаво можеш да осетиш некои работи на своја кожа. Да, така е, секогаш нели треба сам да се избориш за она што ти следува или како што можеби и Господ наредил нели дека треба да биде, против тоа нели не може да се оди. Минатата година промовираше две песни, Пролетни дождови и Мит. Што е она на што се фокусираш еве во овој период? Во овој период најмногу сум фокусирана на авторска музика, која што сега во последно време ја работиме најчесто со мојот гитарист од бендот Иван Лозановски, да го поздравам во оваа прилика. Така што мешаме стилови, се уште се пронаоѓам во нешто свое, сакам да се пробам во повеќе жанрови и може да очекува публиката многу од мене во наредниот период, како и соло артист и заедно со мојот бенд некои нови проекти, но не би откривала ништо повеќе. Да, она што е можеби карактеристично за тебе, оно што јас го знам, нели, имаш поп музика, односно твоите песни се поп, имаш пееш извонредно и македонски народни изворни песни. Со бендот можеме да видиме нели во некое поинаква светло, она што младите го слушаат и она што на младите нели сакаат да се забавуваат по ноќните клубови. Што е она што на Ивана најмногу и лежи, она што Ивана најмногу сака да го работи и секако да излезе од твојот извонреден глас?
Па вака, искрено, се што е музика ми се допаѓа. Немам предрасуди никакви. Приватно сакам да слушам нешто што ме опушта, како джез и блуз, додека професионално знам да бидам и многу променлива на оваа тема. Зависи од каков ми е периодот и расположението, но еве моментално можам да кажам дека сум во некоја ера на така мистична, поенергична верзија од себе. Така да тој стил би ги издвоила како изведувачи, не знам, Мајле се раздуали, па Сенида од балканскиве. Моментално сум во тој фазон, што сепак не значи дека не е променливо тоа. Оно што младите го слушаат, нели? Оно што е сега, да кажеме, популарно да се слуша. Оно што е исто така за вас музичарите, и за твојот бенд, оно што го правите летово е постојана работа, односно немате одмор буквално. Оно што можам да го забележаме дека постојано сте негде присутни. Како се подготвувате еве за настап? Што вклучуваат еве вашите подготовки? Па, обично со бендот прво правиме нели селекција на песни, го спремаме репертоарот, често знаеме да го менуваме, да додаваме нови песни и тоа. Јас пред настапи обично си имам своји ритуали, како што е загревање, вокални вежби, кои што мислам дека се многу битни пред настап, кој што трае 2-2,5 часа. Сакам да го дадам максимумот од својот глас и при тоа да не го оштатам, нели? А исто така и за мене е многу битно да си ментално и психички спремен за тој момент, за тие настапи, бидејќи без разлика што ти се случува во денот, во животот, тој период, треба да си спремен да пренесеш убава енергија на луѓето. Да, оно што е интересно за бендот твој или вашиот бенд Пасио е дека има уште една дама, па може ли еве да спомнеме нешто за нејзе? Да, Лора Мадевска е нашата сезаристка. Инаку она свири и клавир, исто од музичко училиште, од музичка фамилија, и многу ми е мило што е дел од нашиот тим. Пред се ми е многу блиска другарка, се дружиме и приватно и заедно и ствараме нешто, музика, со бендот сме цело време заедно, така да баш ми е мило што имам женско друштво во тимот. Да, обично е нели карактеристично вокалистката, нели дама, девојка, позади сите се момци, но вие сте баш така карактеристични, нели две дами во бендот. Има ли некогаш еве несогласувања помеѓу вас сите членови во бендот, затоа што секогаш нели кога се работи во група, нели секогаш има некои различни размислувања? Па да, за Лора, јас ги имам пред се тие предрасуди, нели, дека девојче сега како ќе се носиме со тоа двете, како ќе се разбираме, но мислам дека со неа дури најдобро функционирам. Повеќе знаеме со момците од бендот да имаме некои несогласувања, сепак сме различни карактери, нели сите, но на крајот наоѓаме некој заеднички јазик и начин тоа да функционира, што ме веќе толку време сме заедно, мислам дека добро ни оди. Да, и за крај Ивана би те прашала, имам уште многу муабет, но во некоја наредна прилика, нели, повторно ќе имаме можност. Што те прави среќнава, што е карактеристично за тебе покрај музиката? Спомена дека се опушташ со джез, со блуз, но покрај музиката, што е она што Ивана друго ја прави среќна? Па покрај музиката, пред се би рекла семејството, моите блиски луѓе, а освен тоа сакам многу здрави навики, здрав начин на живот, сакам здрава исхрана, сакам прошетки во природа, планини, така да ете тоа би го издвоила. Убав пример за сите млади. Јас ќе ти посакам многу успеси. Верувам дека воопшто не е лесен патот да се изоди до славата, но еве со напорна работа и со квалитет верувам дека ќе го постигнете заеднички тоа и со бендот, како и ти, нели, приватно како соло артистка, како соло вокалистка и изведувач. Ви посакувам уште многу успеси и ти благодарам за твојното време. Благодарам Ивана и на поканата и на убавите желби. Се надевам ќе се дружиме пак. Поздравиме во ова убаво друштво со младата и талентирана пејачка Ивана и ве поканувам и понатаму да бидете со нашата програма и со она што е подготвено за ова понеделнично утро во Добро утро секој утро.